Почитувам председателя на владата Република Македонија, почитувани министри, почитувам пратениче на Саборот на Република Хрватска, почитувани екселенцијо, почитувани амбасадори, почитувани гости, пачивален ромален. Денес имам особена чест заедно со сите вас да го прославиме Светскиот ден на ромскиот јазик. Би сакал на сите мои сограѓани роми да им го честитам овој ден и да им укажам на сите дека негувањето на својот мајчин јазик е од големо значење за опстанокот на една етничка заедница, посебно во Република Македонија. Историја и култура и јазикот на еден народ се основно обележие на неговата припадност. Со прогласување на Светскиот ден на ромскиот јазик, УНЕСКО испрати јасна порака дека ромскиот јазик е дел од културното наследство и културното богатство на светот. Ромскиот јазик, односно и романит шип, мора да се сочува бидејќи е древен јазик со сите лингвистички карактеристики на модерниот јазик кој е во опасност од исчезнување. Ромскиот јазик има своје минато како и сегашност, но ако сакаме да го имаме во иднина, треба да го негуваме. Во Конгресот на роми, кој се одржа во Лондон 1971 година, ромскиот јазик, романит шип, е деклариран како официјален јазик на сите роми во светот. Затоа денес се чувствувам горд, се однесувам како човек, затоа што сум дел од самиот темел на современиот ромски јазик, химна, знаме во Република Македонија. Во 1980 година се појави првата ромска граматика, а од авторите Шајп Јусуфи и Круме Кепески, а подосна и буквар чиј автор е Шајп Јусуф. Во моментот функционира една голема локална телевизија која емитува програма на ромски јазик. Некои од програмите на овој јазик се вклучени во програмата на државната радиотелевизија, телевизиска куќа, македонската радиотелевизија, односно МРТВ. Изучувањето на ромскиот јазик во основното образование е изборно и во учебната 2016 и 2017 година го учеа во следните општини и училишта. Во општина Шутово Ризари, во две основни образовни институции, односно во училиштето Браќа Рамици Хамид, 1469 ученици, во училиштето 26 јули 303 ученици. Во општината Штип во 3 училишта и тоа во училиштето Димитар Влахов 45 ученици го учеа ромскиот јазик, во училиштето Гоце Делчев 108 ученици и во училиштето Ванчо Прке 28 ученици. Во општината Чаир во училиштето Рајко Жизнифов 10 ученици го учат ромскиот јазик, во училиштето Јашар Беј Шкупи 50 ученици и во училиштето Васил Главинов 101 ученик. Во општина Куманово исто така во 3 основни образовни институции и тоа во училиштето Браќа Миладиновци 8 ученици, во училиштето Крстен Цирков 10 ученици и во училиштето Христијан Карпош 11 ученици го учат ромскиот јазик. Во општина Кичево во основното училиште Санде Штеровски 63 ученика учат ромски јазик, имајќи предвид дека образованието е движечка сила на една нација, би сакал да најавам иницијатива за обезбедување на студентски магистерски по романистика и педагошки факултет во соработка со Министерството за образование. Потребна е работа и изучување, развивање на ромскиот јазик, особено имајќи го предвид дека ромскиот јазик има околу 33 зборови, 33.000 зборови и представува добра основа за негова модернизација и финална стандардизација. Постојат 17 дијалекти, сепак можеме да се разбереме еден со друг низ целиот свет. Ромскиот јазик никогаш не бил целосно изграден дури и на ниво на дијалекти. Денес дијалектите на ромскиот јазик се многу различни и стануваат се повеќе и повеќе различни, бидејќи ромите ги прифаќаат зборовите од јазиците на луѓето со кои живеат ромската популација. Многу од ромите денес не го зборуваат ромскиот јазик или новите дијалекти, бидејќи јазикот е најважниот систем на комуникација, идентитет, дружење и култура и интеграција. Од најголема важност е ромите да се вратат во својот јазик и културата, традицијата, доколку сакаме да го зачуваме нашиот идентитет. Јас како министер за имплементација на стратегија за подобрување на состојбата на ромите во Република Македонија, ќе се залажам да Република Македонија го одбележува редовно секоја година Светскиот ден на ромскиот јазик и да го прогласи 5 ноември Национален ден на ромскиот јазик во Република Македонија, иако седницата на УНЕСКО се одржа на 7. И на крај сакам уште еднаш да го честитам Светскиот ден на ромскиот јазик на сите мои сограѓани роми.
Пакивален, Ромален, Нековел, Аменге, Бахтало, Оромано, Чибако, Родиве. Да се Посебно сакам да се заблагодарам на премиерот на Република Македонија, кој ни дава целосна поддршка околу нашите барања, околу нашите согледувања за унапредување на ромскиот јазик и на министерката за образование, која исто така ветува, со самиот вговор кажа дека ќе треба да работиме и да го унапредиме ромскиот јазик во Република Македонија. Благодарам премиере, благодарам Македонија.